Поевтина струја за компаниите веќе трет месец има, но пониски цени на храната во маркетите речиси и да нема. Иако според министерот за економија Крешник Бектеши 10% намалување има кај лебот, јогуртот, делот сувомесните и некои други производи, високите цени и понатаму ги притискаат граѓаните. Според премиерот Димитар Ковачевски, ова е вака зашто струјата не е единствениот трошок на компаниите. Цената на електрична енергија не е единствениот инпут во финалната цена на производот. Тука се цените на суровините, цената на работна сила, цена на транспорт, на логистички трошоци и така натаму. И предизвикува зголемување на цената на основните суровини. Основни суровини се житото, нерафинираното масло, потоа суровините за одржување на машини, цената на железото, цената на другите метали. Сепак пазарни инспектори се на терен и контролираат колку високите цени се резултат на реални трошоци, а колку на желба за профит. За оние кои ќе се окарактеризираат како кризни профитери, владата планира дополнително да ги оданочи. Ако имаме случај на кризни профитери, ќе бараме од страна на платениците, вклучувајќи и опозицијата, да го поддржат новиот закон за солидарност, каде што ќе се наведат и тие мерки и тие средства кои ќе се собират од тоа законско решение. Ние сме го наведеле децидно, таксативно во законот, дека ќе ги користиме за директна поддршка на граѓаните преку антикризните мерки, кои дополнително веќе ги дизајнираме и ги креираме заедно со претседателот и неговиот тим. Во меѓувреме, реално цените се намалени од 7 до 12%, а се очекува и дополнително намалување, но не и нивно враќање на нивото од пред почетокот на големиот бран поскапувања.